Почитуван председателе на владата на Грција, господин Алексис Ципрас и мој драг пријателе, почитувани министри на владата на Грција, почитувани представници на владата на Република Северна Македонија, почитувани представници на стопанските комори и компаниите од двете наши пријателски држави, почитувани деловни луѓе, почитувани општественици, почитувани медиуми, почитувани гости. Ова е посебен ден. Ова е историски ден кој верувам дека ќе се памети во двете пријателски држави, Грција и Северна Македонија, со генерации. Дозволете ми на почетокот да споделам личен сентимент во врска со овој ден. Денес стојам исправен гордо пред вас, бизнисмените и граѓаните, иако можеше се да заврши многу поинаку. Пред една година се уште не можевме да размислуваме дека ова ќе се случи. И јас и мојот драг пријател Алексис за многу поверојатна ја гледавме верзијата во која веројатно нашите политички кариери доаѓаат до некаков залез по цена на нашите две држави да успеат. Ние не ги биравме историските околности во кои се раѓаме и со кои треба да се фатиме во костец кога е моментот на формирање на владите кои што ги водиме. Ке се сетите дека патот да дојдеме до овој ден не беше воопшто едноставен и лесен. Ова нашата влада, откако се формираше, си постави една јасна цел: решавање на горливи проблеми по секоја цена, со цел граѓаните на државата навистина да добијат поквалитетен живот. Беше потребна огромна мудрост и трпение, но кога се пристапува отворено и со желба да се добие нов пријател, тогаш нештата се повеќе можни, доколку се настапува со страв. Она што ќе кажам понатаму, можеби ќе звучи сосема нормално, но јас ве повикувам за секоја моја следна поента да размислите со доза на рефлексија како е, а како можеше да биде. Ова е посебен ден. Денес за прв пат имаме официјална посета на грчки премиер од осамостојувањето на Република Северна Македонија. Денес за прв пат се одржа меѓувладина седница помеѓу двете држави, каде меѓу другото воспоставивме совет за соработка на високо ниво, што ќе значи одржување на меѓувладини седници еднаш годишно. Развивме акцијски план за интензивирање и избогатување на соработката во дипломатијата, одбраната, Европската унија, политиката, меѓународните односи, пред се економијата, енергетиката, но и образованието, науката, културата, здравството и земјоделството. Подпишавме договор за соработка во одбраната. Подпишавме договор за отварање на нови гранични премини Промахои, Мајден и Маркова нога, Агиос Германос. Подпишавме меморандум за соработка за ЕУ прашањата и транспорт. Се надевам дека сите овие иницијативи ви даваат малку појасна слика што се сме испуштиле во претходните неколку години како две соседни земји кои не можеле да соработуваат за основните меѓудржавни прашања заради спорот кој постоеше. Сето ова произлегува од имплементацијата на Преспанскиот договор, што покажуваме посветеност да градиме добрососедски односи, инклузивна соработка и конструктивни односи. По подпишувањето на Преспанскиот договор, речиси секојдневно имаме размена на високи владини делегации кои го подготвуваат теренот за нашата интензивна билатерална соработка. Но денес токму овде сме собрани и одбележуваме историски момент кога политичарите, бизнисмените, медиумите и граѓаните седиме заедно и разговараме како да ја напредиме нашата економска соработка. Денес преминуваме од состојба кога сме имале многу ограничен простор за економска соработка со привремената спогодба од 1995 година до целосно отворено поле за економска соработка која допрва ќе треба сите заедно позитивно да го истражиме. Кога се објави веста дека во Република Северна Македонија ќе допатува грчкиот премиер Ципрас со бизнис делегација,
Вашите позитивни реакции, ентузијазам и огромен интерес беа доволен индикатор дека сме на вистинскиот пат. Вие, драги представници на бизнис заедницата, во одреден дел од историјата бевте веројатно најоштетени заради тоа што вам одамна ви бил очигледен потенцијалот за економската соработка, доколку нашите две соседни држави се пријателски настроени. Вие бевте тие што и покрај политичките пречки и неможноста на политичарите секогаш да го стават повисокиот интерес во фокус, моравте да барате креативни решенија, да соработувате помеѓу вас. Вашата трпеливост и посветена работа денес се крунисаа. Јас сакам да ви честитам за тоа што сте биле партнери низ тешки времиња и денес можете слободно и достоинствено да седнете на заедничка маса и да освојувате нови простори. Бројките говорат за вашата посветеност досега и тоа беше и пресудно во нашиот напор да ги отстраниме пречките за економска соработка, да добиеме нов моментум. Во 2018 година Грција стана наш втор трговски партнер. Волуменот на размена во 2018 година порасна за 20,7% споредено со 2017 година. Достигнавме меѓусебна трговија од близу 1 милиарда долари. За Република Северна Македонија трговскиот дефицит во 2018 година се зголеми за 30,7% во споредба со 2017 година. Ова значи дека ќе работиме активно нашите компании да се борат за да го зголемат својот извоз во Грција, со што би го намалиле ваквиот дефицит, или евентуално со зголемен број на грчки инвестиции овде во Северна Македонија да го избалансираме овој дефицит. Грција е трет најголем странски директен инвеститор во Република Северна Македонија, со вкупно 474 милиони евра инвестиции од 1997 до 2017 година, или вкупно учество од 10,1% од странските директни инвестиции во државата. Гледајќи ги директните инвестиции од Грција во Република Северна Македонија, после негативниот тренд во 2016 година од минус 15,69 милиони евра, веќе во 2018 година имаме 25,16 милиони евра. Инвестициите го офаќаат банкарскиот сектор, телекомуникациите, енергетиката, прехранбените и текстилните производи и градежништвото. Во рамките на мерките за градење доверба произлегува иницијативи, особено во делот на енергетиката, што се веќе во напредна фаза. Имено, сакаме да го реализираме проектот за изградба на гасен интерконектор помеѓу Грција и Република Северна Македонија, што би се проширил и до Србија и Романија, но и до Косово и би се поврзал со трансадриатскиот гасовод. Од стагнација во меѓудржавните односи дојдовме до момент кога Грција гледа Северна Македонија како главен партнер за трансформирање на регионот во енергетски транзитен центар. Со оглед на нашите амбиции да ги отпочнеме пристапните преговори со Европската Унија годинава, веќе имаме силен партнер во Грција, уште од сега да напредуваме кон создавање на единствен европски пазар на енергија. Дополнително, разговараме за зголемување на соработката во железничкиот сообраќај, размена на електроенергијата, реконструкција на коридори и поврзување на телекомуникацијскиот и оптички кабел. Ние би сакале да видиме и поголема соработка и во областа на животната средина, како и во областа на здравството, преку можности за медицински специализации на наши кадри во Грција за современи диагностички методи и третман. Исто така, разговараме за средби на стартап компании и предприемачи од двете земји и размена на искуство при развивање на стартап екосистемите во двете држави. Почитувани представници на компаниите, јас би сакал да ве поканам уште повеќе да инвестирате и да ги искористите сите можности кои ги нуди Република Северна Македонија, преку планот за економски раст, законот за државна помош, активностите кои државата ги презема во областа на гасификацијата, обновливите извори на енергија и инфраструктурата.
Исто така би сакал да ве поканам да размислуваме и развиваме модели на заедничко настапување на европските и глобалните пазари. Бидете сигурни дека имате партнер во оваа влада која ќе ги третира вашите фирми еднакво како домашните. Географската близина и инфраструктурната поврзаност ја креираат основата компаниите од двете земји да ги заекнуваат врските и соработката. Нашите стопански комори се веќе во процесот на развивање проекти за заедничка поддршка на малите и средните предпријатија од двете земји, со што би ја зголемиле нивната регионална и меѓународна компетативност. Стопанските комори и порано соработувале и давале импулс на политичарите да ги отстрануваат пречките. Пречките се отстранети, а вам ви останува да работиме сите заедно со полн капацитет. Почитувани присутни, мислам дека повеќе од јасни се придобивките од договорот од Преспа. Економската соработка денеска ќе биде зацврстена и преку формирање на заедничкиот комитет за економски прашања под водство на вице-премиерите за економски прашања, кои активно ќе работат сите овие и нови иницијативи да се случуваат час поскоро. За крај би сакал да потенцирам дека Република Северна Македонија доби верен пријател во клучни моменти за нас, за НАТО и Европската Унија како интеграцијски процеси. Грција се наметна како зрел регионален играч и политички и економски лидер во целиот овој наш регион. Навистина, во глобални размери ние сме мали држави, а денешниот глобален свет се соочува со предизвици од огромни размери. На сите нам, политички лидери, без разлика, дали сме дел од развиениот свет или сме земји во развој, ни е повеќе од јасно дека само пристап на синергија и партнерство е вистинскиот пристап. Ви благодарам од срце за сета поддршка во овие изминати месеци. Ви благодарам, колеги од Грција, за вашата посветеност да покажеме конкретно колку договорот има реална, трансформативна моќ за нашите граѓани. Ти благодарам тебе, драг Алексис, мој пријател и пријател на мојата земја. Ние ќе работиме активно да ја оправдаме довербата на граѓаните. Но она што со сигурност знам е дека отворивме прозорец кон иднината кој беше навистина занемарен. Да се премине од страф и недоверба кон подадена рака, пријателство и доверба се вредности кои јас сакам сите ние овде да ги учиме нашите деца. Овие принципи се безвременски и затоа ајде сите овде заедно да им помогнеме на нашите деца да ги уживаат плодовите на ова наше пријателство. Имајте продуктивни средби и знаете дека имате партнери во вашите влади. Ви благодарам.